Да, се враќаме во студиото со анализата на состојбите околу Ерменија, Азербејџан, но и поширокиот регион. Господине Марковски, со ова што завршивме пред рекламите, на некој начин со тоа продолжуваме со улогата на Турција во целата оваа приказна. Како што кажавме, сириската војна, но и целиот тој немир на Блискиот Исток роди два феномена. Првиот е возобновувањето на Русија, која на голема врата се врати во таа меѓународна констелација со една директна прекоморска војна интервенција, нешто што не е видено ни во времето на Советскиот сојуз. Од друга страна, исто така прилично изненадувачки, имаме во исто време сличен еден таков скок и на Турција, која своите воени капацитети што директно, што преку тие прокси сојузници ги прошири до Либија, интервенира цело време и во Ирак, во Сирија е воено присутна директно. Сега одеднаш Анкара се меша и во Ерменија и Азербејџан, а во исто време води спорт и на Медитеранот, почнува да бара, да ископува газ и нафта. Кажете ми, гледате ли вие на оваа експанзивна политика, за ова што зборевме, како на стратешки, долгорочно издржан концепт? Ке може ли Турција да го издржи ова темпо, народски кажано, и до кога? И дали може би па тоа ќе влие за едно зајакнување на државата? Може би е тоа некој концепт кој на долг рок ќе успее? Очигледно е дека со сите овие активности што ги прави на надворешен план, Турција сака да се врати како главен играч во регионот на Кавказот, односно во регионот каде што и самата таа обитува. И нејзината апсолутно експанзионистичка надворешна политика доведе до таа да биде вклучена како главен играч во сите овие воени судири што се случуваа и во Северна Африка, но и на Блискиот Исток. Мислам дека е тоа стратешка определба на Турција да биде главниот експонент околу кој ќе се вртат работите во регионот, и од тој аспект таа и понатаму ќе продолжи со таа своја експанзионистичка политика, создавајќи услови да се прикаже како еден од главните фактори во разрешувањето на сите тие проблеми кои се појавуваат. При тоа, треба да се има во пред два моменти. Првиот момент дека е тоа, а мислам дека Турција е свесна за тоа, дека таа не смее да се спротивставува на интересите и да иде спроти рускиот фактор. Значи, тука секогаш имаме ситуација да се најде начин да се разговара и договара со рускиот фактор, за да не се дојде во директен сукоп меѓу Турција и Русија. И другиот фактор е тоа што Турција е членка на НАТО. За било какви своји активности на надворешен план, надвор од територијата на Република Турција, Турција ќе мора да добие согласност од членките на НАТО, бидејќи нејзиното учество надвор од своите територијални граници и предизвикот да се направи определена кризна ситуација која може да биде вратена на територијата на Република Турција, значи активирање на членот 5 од НАТО договорот. Заради тоа Турција без согласност од членките на НАТО нема да преземе некои по-организирани или во поголем обем активности, нити во ситуацијата сега каде имаме воен конфликт меѓу Ерменија и Азербејџан, ниту пак во другите конфликтни подрачја. Но на Анкара не успеа, например, да предизвика интервенција на НАТО во Сирија, иако неколку пати отворено го повикуваше НАТО да интервенира, баш повикувајќи се на тоа сојузништво, но се чини дека тоа е една друга ситуација. Не беше така разбрано баш. Не, тоа може да се вклучи во ова, бидејќи
Анкара интервенираше без согласност на НАТО И сојузници. беше осудена. И беше осудена од НАТО сојузници. Да, во исто време го Затоа повикуваше што- НАТО да Помпео да отиде во помогне. Инвазија Што ја напред, предизвикува реакцијата врз основа на член 5 на НАТО договор. И Да. од тој аспект Турција е исто така свесна дека таа актуелност може повратно да биде негативна за нејзината политика. Да, при посетата на Мајк Помпео на Грција, мислам дека у Солун беше, не у Атина, пред неколку дена, Мајк Помпео вели вака: Грција е столб на стабилноста во Медитеранот. Имаше и други анализи, некои на американски сенатори, каде што кажа доколку има потреба, подготвени сме да ја повлечеме и базата Инџерлик, нашите трупи од базата Инџерлик, имаме и резервен план. Имаше некои неофицијални информации дека некои во бази во Грција се спомнуваат како можна резервна варијанта. Мислите ли, Стефановски, дека може да има некакво поместување тоа сојузништво помеѓу САД и Анкара, баш поради скорешните недоразбирања, да речеме поради купувањето на С-400 составот од Русија, поради улогата на Турција во Сирија и другите случаи? Така, очигледно е недоразбирање помеѓу Соединетите американски држави и Турција, и тоа од висок степен. И тоа не од сега, туку трае неколку години, од обидот за пуч на тие пропозициони или џулемисти до диктатот на Ердоган, до Соединетите американски држави да го донесат Фатулах Ѓулен буквално на колена пред Ердоган. Неколку резолуции, односно декларации на Стейт Департмент дека изборите се далеко демократски. Понатака евидентно и агресивно мешање на Турција без дозвола ниту на САД, ниту на НАТО и во Сирија и во Ирак. Двете операции во Сирија на Турција не беа во согласност со НАТО. Голема провокација на Турција што нарача С-400. Дури и они се пред подпишување на Сухој 57, една од најмодерните воздушни платформи. Како субституција за F-35 кои сега Да. Соединетите американски држави се повлекуваат. Но тоа е коцкање на Ердоган. Он е свесен за големата геополитичка и географска целина, односно територија што има Турција. Веројатно му се прегледува низ прсти само заради тоа. Тој е преголем захват. Иако турско-руските односи никогаш не биле добри. Мицотакис кога победи, веднаш отиде во Белата куќа и позиционирањето на американската војска, осудата кон Турција и кон војните бази и сегашната верблен наратив од Трамп кон мешањето на Турција во источниот Медитеран, заедно со Франција, говори дека тактичката и стратегиската доктрина на американците полека напуштат Турција да земаат Грција. И тука мора да имаме предвид и улогата на Грција во однос на мигрантите, мас миграцијата и уцената на Тајип Ердоган дека со мигрантите ќе преплови Европа. Се тоа е сигнал дека во Турција владее човек кој си има пака веројатно изгубено моделот на потезите што ги прави бидејќи еден ден тој цех ќе му стигне. Во однос на Азербејџан, Турција има политика на комплетно игнорирање на Ерменија. Го сака, јас некаде се сложив со почитуваниот Мирче, но короната кризата ќе исчезне и повторно гасот и нафтата ќе бидат фактори кои ќе ги дефинираат тие односи, затоа и во Источен Медитеран има кризи и затоа Русија толку многу инвестира во кракови со Турција и со Кина. Азербејџанскиот гасовод во овој дел на конфликт можеби секундарна линија, но азербејџанскиот гасовод на Турција овозможува да не биде зависна од рускиот гасовод. Да. Тука лежи доминацијата на Турција да субвенционира можен конфликт меѓу Азербејџан и Ерменија и Турција неискриено вика: ние сме две држави еднакви. Они гледат азарите како Турција. Да се задржиме на прашањето на американците. Американците комплетно во воздушната база на Лариса веќе ја градат својата соодветна инфраструктура. Веројатно и изведувачките авиони и дронови ќе бидат на територијата на Грција. Тоа Грција не го крие. Ние сме
како држава влезени во таа зона на интерес и мислам дека американците ќе пратат порака дека што подалеку од Турција, тоа ќе биде пораката до Ердоган. Ердоган го плати тоа со цекот на локалните избори и ова е вербален негов наратив, веројатно во контекст на да си ги оправда своите лоши геополитички потези. Да, но тука лежи зајакот, да речеме, во таа голема геополитичка игра на шах и најголемата опасност, а тоа е, мислам, опасност зависи за кого, за некого опасност, за некого е шанса, а тоа е раздор во НАТО. Мислам дека Русија не го кажува тоа отворено, но прилично е јасна нивната стратегија преку тие чудни односи со Турција, топло-ладно, каде што се на спротивна страна во Либија, во Сирија, сега и во Ерменија, Азербејџан, но во исто време да бидат најголеми сојузници за продажба на ново оружје. Мислам дека е јасна стратегијата на Русија, дека сака преку тоа да предизвика раздор во НАТО на некој начин, доколку Турција излезе од НАТО, тоа ќе биде голема победа за Русија, ми се чини. Вика, пријателството меѓу Турција и Русија е принудно. Да, јасно е тоа. Имаат интерес, едните имаат и другите, не од многу што се сакаат. Да. Него во моментот таква мора да биде пријателството, знаеме во Сирија како се развиваа работите и мораше Ердоган да се согласи на условите што му ги постави Путин за да има некакво пријателство. Па видовме после веќе зборувавме за вооружувањето што го купува, кое што НАТО не сака од кога видува дека С-400 купува. Па потоа тие се главни играчи во Ливија, иако во Берлин имаше конференција за Ливија, главни играчи се Русија и Турција, се уште. Сега доаѓаме во Медитеранот, не сакам да зборувам, веќе се зборувавте за Медитеранот, за она што сака Турција да го прави во Средоземјето, за истражувањето на газ и загрозувањето на економските интереси на Грција, но гледаме дека тука се вклучува Франција, Франција се вклучи во тој дел во Директно на страната на Грција застана. Да, сега се вклучи и во Нагорно Карабах. Да не забораваме дека ерменците се едни од најголемите, односно и французите се едни од големите пријатели на ерменците. Да. И во таа ситуација треба да го гледаме и француската карта како ќе биде одиграна. Може би Вашингтон да седи малку на страна, меѓутоа Макрон ќе биде многу битно како ќе настапи ако почнат овие преговори за кои што се залагаат. А што се однесува до Турција и раздорот во НАТО, јас сметам дека тоа е повеќе пропаганда него што е вистина. Например, Русија сака да направи раздор во НАТО. Па каков раздор ќе направи во НАТО кога НАТО од година во година се повеќе и повеќе членки има. Па колку беа 10 на 12, сега се 30. Каков раздор може да направи Русија во НАТО? Добро, видите, тоа е сосема легитимна борба. Не, легитимна, меѓутоа сакам да кажам, реално и објективно не може да направи раздор во НАТО. Турција нема да излезе во НАТО. Тоа се само сега потези на Ердоган да манифестира некако несогласување повеќе со американците заради Џулен, што го спомнавме, отколку заради состојбите со НАТО. Ако Турција се повлече од НАТО, ако големијата база од Инџелик се префли на друго место, тоа ќе биде пораз за НАТО, затоа што границата турска до Русија е неколку воздушно зборува, неколку стотини километри, а од овдека е многу подалеку. Така што има работи кои што треба да ги знае Ердоган многу добро. Тие работи како да се однесува, меѓутоа и нему е лесно, внатрешни состојби нему се добри и мора да најде некој вентил за олеснување на тоа незадоволство внатрешно е кај него и ќе се вклучи во Либија, ќе се вклучи во Сирија, ќе се вклучи на Средоземјето. Меѓутоа, од секаде ќе го игнорираат, Европа веќе го игнорираше за Средоземјето, во Либија полека гледам дека потоците на почеток ги кажавте и вие,
od Libija, sirijski борци се препрваат со авиони во Азербејџан да војуваат. Така што не му цвета на Ердоган рози и може одеднаш да падне во стапица која што тој ја поставува за другите, може тој да падне во неа и да си има последици внатре во земјата, може и да биде отстрането од власта, како што е судбината со сите авторитарни лидери. Може би ќе владее 10, 15, 20 години, меѓутоа не може повеќе. И тоа ми беше поентата дека Русија не може да влие да го распадне НАТО. НАТО може да се распадне само од себе, од НАТО, како секоја организација. Знаете, Варшавскиот пакт постоеше, меѓутоа со распадот на комунизмот се распадна Советскиот сојуз, уште една пола година дали траеше Варшавскиот пакт и тој се распадна од НАТО. Да. Но сега имаме една прилично интересна ситуација, господине Марковски, ние станавме членка на НАТО лани, но мислам дека слободно може да кажеме дека за НАТО моментално владеат едни, ајде да речеме, турбулентни, интересни констелации. Имаше изјава на германски министар за одбрана, ми се чини, каде што една од подиректните изјави, кај што рече најголема опасност за НАТО во моментов е председателот Трамп за единството во НАТО. Председателот Трамп од друга страна вели преку тоа што барам јас да ги зголемите вие трошоците за одбрана, така ќе го направиме НАТО посилен. Но имаше и некои променливи изјави во однос на НАТО, во однос на сврхата на постоење за НАТО, така да тука имаме една чудна игра топло-ладно. Во исто време со ова што зборевме со силниот притисок на Русија сега тамо во тој дел, особено со играта околу Турција. Мислите ли дека истото прашање за вас во Турција може да биде да се случи можеби тој не раздор во НАТО, туку да речеме ослабување на НАТО, доколку успее да извлече Анкара од тој воен сојуз. Мислите ли дека воопшто е можно да дојде до такво нешто? Не, јас апсолутно сум согласен со господин Мирчевски дека ниту Турција, ниту Русија можат да влијаат врз распадот на НАТО и Турција ќе си се помири со нејзините надлежности, права и обврски и таа ќе си биде дисциплинирана членка на НАТО и така и ќе остане и понатаму. Ова што го поставувате како дилема дека постои определено несогласување меѓу Соединетите Американски држави и европските земји во рамките на НАТО. Тоа беше и на минатиот совет на шефовите на државите на НАТО, кога Трамп побара поголеми вложувања во членството, односно поголеми издвојувања на земјите членки за самиот НАТО. И беше прецизирано дека никој не треба да биде по 2% од националниот буџет. Тоа беше, би рекол, единствената проблематика која на некој начин ги спротивстави ставовите меѓу членките на НАТО, посебно оние со помал национален бруто приход и особено оние кои се помалку развиени од една страна и од друга страна како претенденти за висок рейтинг во самата структура на НАТО, Германија, Франција, па и Италија. НАТО се прилагодува, се приспособува на новите предизвици. И НАТО покажува дека е способен да се трансформира согласно со она што се случува во светот. Еве оваа година Столтенберг на предлог на некои од земјите членки на НАТО побара и предложи 10 мудреци, да ги така наречам, од членките на НАТО, експерти по безбедноста во светски рамки, кои треба до крајот на оваа година да му изработат програма кои се тие предизвици, кои се тие проблеми кои можат да се
појават внатре во структурите на НАТО во нејзината организација и действување и особено по остов на донесувањето на одлуките на НАТО што ги носи сега со консензус. Дали постои можност во наредниот период тие одлуки да не се донесуваат со консензус, но со големо мнозинство. Тоа би била голема измена, тоа би избегнало блокирање. Тие предлози Столтенберг ги чека до крајот на оваа година. Тој, како задача која си ја презеде, тие предлози ќе ги претвори во препораки и на следниот самит на НАТО, следната година, ќе ги предложи пред шефовите на државите членки на НАТО. Што значи, со ова сакам да кажам дека трансформацијата на НАТО е многу флексибилна во однос на она што се случува во светот и бара организацијско приспособување како за донесување на одлуките, така и воопшто за неговото действување. И од тој аспект мислам дека НАТО има сили, ќе има и можности да се трансформира и не може никој посебно определена членка натре во НАТО или некоја друга земја надвор од структурите на НАТО да го наруши статусот на НАТО и да предизвика негово трансформирање. Има уште едно прашање во однос на односот НАТО-Турција. Знаеме како се дефинирани силите во светот, како се дефинирани суперсилите, дека поседувањето на нуклеарно оружје, на колкав број на нуклеарно оружје те прави на некој начин, те факторизира во тие светски односи. Турција нема само по себе нуклеарно оружје, но во базата Инџерлик има. Американците имаат нуклеарно оружје, што на некој начин е една безбедност на Турција, бидејќи во секој момент има нуклеарно оружје на своја територија, што индиректно ја прави нуклеарна сила, бидејќи е во НАТО, има таков еден чадор одбранбен, да речеме. Колку е важен и тој фактор, доколку американците решат да се повлечат од Турција. Дали така Турција ќе биде посилна или по-небезбедна? Во случај, особено со тоа што зад грбот стои Русија. Така, многу интересно прашање. Че ние веројатно премногу се врзуваме за лидерите кои владеат во тие држави во моментот што ни кажат. Пред се побрзо ќе замине Ердоган од вас, отколку американците се повлечат Турција. Да, е дефинитивно така. Изборите го покажаат тоа. Вербалниот наратив на Трамп кон Турција има стратегија да ја разбуди опозицијата и да биде спремен терен, дека ако продолжи да действува самостојно Турција и да ја доведува доктрината на НАТО во прашање, тогаш може на Ердоган да му се случи некоја шарена револуција. Во делот на тоа што кажал Трамп кон НАТО, Трамп сака да го реформира, односно да го модернизира НАТО и не помина многу добро во домашната јавност од тие исто така наративи во делот на стриктно мешање на НАТО политиката, бидејќи пресетелите се минливи, НАТО останува, тоа е докажано и покажано во себе, бидејќи почива НАТО на една идеја, на една стратегија и доктрина кој дефинира, превенира опасности на долг рок. На Трамп многу му е јасно дека НАТО му е потребен многу и на НАТО многу му е јасно дека на американците требаат на НАТО, бидејќи глобалните опасности, глобалните појави на закани на мирот бараат глобален одговор, не индивидуален. Оттаму тоа е веќе дефинирано. Во делот на ова што го спомнате вие на вооружувањето со нуклеарна технологија. Тоа јас сакам отприлика во овие анализи да ја вметнеме новата реалност, а тоа е ковид реалноста, односно пандемијата или улогата на невојните закони, може на вируси, употреба на бактерии. Русија во оној момент кога го истакна своето најмодерно хиперсонично оружје, таа го паркира бидејќи вирусот ги суспендира сите модерни оружја во момент. НАТО во моментов заседава дека овие закони како мигранти, а не воени, а имаат потрес како воени,
Пандемијата на ковидот и други закани, не воени, гореше Австралија, гореше Бразил, гореше Русија, дефинираат други појави. Нуклеарното оружје може би гарант на мир, но не е гарант за сила. Нуклеарното оружје на МОК-ното, на Русија и на Соединетите американски држави превенираат ненуклеарен конфликт. Јас гарантирам дека никогаш нема се употреби нуклеарно оружје, бидејќи тоа ќе значи крај на цивилизација. Турција не и дава воопшто МОК тоа што американците имаат нуклеарно оружје. На Турција и дава МОК тоа што има она добри или недобри односи со САД, добри или недобри односи со Европска унија. Турција е при крајот на границите да се истошти во делото на силна, односно агресивна надворешна политика и во конфликте со Европската унија. Беше со Трамп. Сега Ердоган јавно му се закани на Макрон. Вие анализирате дека не постои турски претседател во историјата на Турција кој така вербално се пресметува со стратешки играчи. Отприлика дискусијата на релевантна ми била кои се новите безбедносни појави, односно ризици, и кои се одговорите. Одговорот е колективен систем за безбедност како што е НАТО. САД и НАТО остануваат после нас, веројатно, на сцената. Добро, за околу месец дена ќе почне можеби најважниот настан во светот за овој период, тоа се претседателските избори во Соединетите американски држави. Трамп и Бајден се во трка. Анкетите велат дека Бајден води, но така беше и кога беше со Хилари Клинтон, не мора ништо да значи, ќе видиме. Сакам да ве прашам, господин Адамчевски, што мислите, ќе има ли некаква промена во таа една стратешка политика на САД кон светот, па и кон овој нашиот регион? Тоа нас не интересира најмногу, се разбира, доколку остане Трамп или се смени доколку дојде Бајден. Мислите ли дека ќе има некаков друг начин на делување тука? Секако, ако дојде Бајден ќе води сосема друга политика. Демократите има сосема друга политика во светски размери, меѓународна политика во светски размери, за разлика од Трамп. Трамп почна со најава на изолационизам, повлекување на сите американски трупи од Афганистан, од Блискиот Исток, се со цел да покаже дека еве претходниците демократите ги праќале да гинат американци во Сирија и во Афганистан. Меѓутоа, Трамп треба, според мене, Трамп е играч кој што игра као бизнисмен. Тој мислам дека многу од политика не се разбира и дека советниците што беа витални, што беа добри советници, тој успеа да ги трне настрана, да ги изврка и кога одеше, и тоа што разговаравте за тие 2%, тој на Германија и се заканува. Како ти вика толку милиарди им даваш на русите за газ да купуваш од нив, а од друга страна сега сакаш ние да ти плаќаме да те штитиме. Затоа што Германија немаше 2%, не одвојуваше од буџетот за одбрана. Да, за Германија тие се стотици милиарди. Прилично бизнес пристап во политиката, директно. Тоа ми е поента. Тие ако се смени политиката, мислам дека Бајден ќе биде, многу мене сега зборуваат дека ако дојде Бајден тешко на Русија или тешко на Бајден со русите, мислам дека ќе биде сите ќе одат од интереси. Тие Бајден и Путин ќе се одат од интереси. Кој е интересот на Америка? Тој е. Кој е интересот на Русија? Тој е. Седнуваме, разговараме. Дали ќе најдеме заеднички точки? Кај што ќе најдеме заеднички точки, ќе работиме. Каде што нема да најдеме заеднички точки, ќе дискутираме, ќе работиме, ќе ви даваме санкции, па ние ќе ви даваме контрасанкции и така натаму. А ако остане Трамп, мислам дека ќе продолжи со сегашната политика и дека уште повеќе ќе озголеми изолационизмот, доколку некој од Пентагон не успее да влие врз него, да му каже да не повлекува такви потези со кои ќе ја славе колективната безбедноста воопшто на западната полутопка. Така што неизвестно е кој ќе биде. Убаво рековте, и Клинтон водеше во анкетите, па ги загуби изборите. Трамп сега се заканува, нема да признам, ќе признам и така натаму. Меѓутоа, големите сили не ги менуваат надворешни политики преку ноќ, независно кој ќе дојде претседател. Тие си имаат изградено веќе
надворешна политика, Стейт департаментот си е тој што беше, иако Трамп успее натре да ги направи еден мал земјотрез, ви реков, да избркал бидни луѓе, си поднесуваа оставки кои што не согласуваа со неговата дипломатија, но сепак генералната линија на американската надворешна политика ќе остане. Дали ќе биде Бајден, дали ќе биде Трамп. Генералната политика надворешна нема да се менува. Сега ќе се менуваат нијансите. Може би во поглед на Кина, затоа што Кина израснува во еден голем играч, не само економски, таа веќе економски е многу голема, меѓутоа и воено станува голем играч. Може би кон Кина ќе се заврати повеќе Бајден, затоа што демократите не се задоволни како Трамп ја води политиката кон Кина со економски санкции и така натаму, па не се задоволни и со политиката на Трамп кон Русија. Бајден завчера му рече дека ти си пулен на Путин, така што Трамп има подпишано најмногу санкции од сите американски председатели против Русија. Во моментот против Русија има можеби 20, 30 или 50 санкции воведено, што од Европска унија, што од Америка. Така да генерално политиката на надворешна нема да смени независно. Дали ќе биде Бајден, меѓутоа во детали, во нијанси, да, ќе има промени. Зависи дали ќе има некои прашања ќе се јават, дали ќе биде Сирија, дали ќе биде Балканот, дали ќе биде Јужниот Кавказ или некои нови жаришта кои што во светот можеби ќе се отворат. Има некое верување, да? Една мала интервенција. Во американската политика викаат има време создадено на време на Трамп и после Трамп. Толкава силна надворешна политика диктираше Трамп. Но не забораваме, во време на Трамп никогаш американците не почнаа војна. Наследие постоеше војна. Пристапија кон нова доктрина на паметна одбрана, Трамп многу интелигентно, ја не знам што се врзуваме зашто он да го каже, да видиме која е стратегијата. Да. Стратегијата е на паметна одбрана, сите да учесуваат. Он ги повлекува војниците, но остава оператива на разузнавачи и на интелигентна одбрана. Он е човекот, односно администрацијата, да не заборавиме дека е заслужен за Македонија да влезе во НАТО и Преспанскиот договор. Администрацијата на Трамп го избутка договорот на Србија и Косово, кој е пред подпишување, и го смири Израел со муслиманските земји. Не спорам со господинот, но да не ги забораваме. Па дали го смирил баш Израел, не знам, но не, сега таму нема има план, војна. да, има значи, план, да. Во Израел е добро што нема војна. Да. А дали го смирил, дали се поставени други методи и техники, него го формира како човек кој треба да добие можеби Нобелова награда за мир. Во времето на Трамп немаат американците почнато нова војна. Можеби е подобро економска санкција кон Кина, отколку нова револуција шарена во Шангај или така натаму, кои имаат демократите на така стратегија да ги користат тие шарени методи. Да. Добро, почитувани, ви благодарам на сите, не истече времето, ви благодарам за учеството во оваа анализа. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на Телевизија 24, овој пат посветена на геополитиката, на случувањата помеѓу Ерменија и Азербејџан. Останете со програмата на Телевизија 24.